ќе разговараме за нешто навистина многу убаво што се случува, а конкретно и во Белица се заживува во традиционални ековредности. Разговараме со мене во студиото од мојата лева страна Раде Момировски од Сдружение за развој на Белица. Добро утро. Добро утро. И спроти мене се разбира Робертина Брајановска од Македонско еколошко друштво. Добро утро и за вас. Благодарам. Благодариме на поканата. После 13 години повторно тука во вашето студио да настапува и да кажеме нешто за нашето село. За вашата Белица, ајде може да започнеме како започна таа цела процедура на заживување на Белица? Белица околу 2006 година беше напуштено, раселено село и практично све се распаѓаше. Најпоче што сметаше, имавме стара училишна зграда која беше напуштена и тука имав завршено четврто оделение и болна беше гледката за нашето село и баравме начин да направиме за да се обнови тој објект каде ќе може да служи за повеќе настани и еден центар, повеќе наменски дом да биде за да се почне со некаков развој. И првата иницијатива беше дојдена од Водици, немавме кај да се собираме, сите села има домови кај што се собира и кај што можеа да ги планираат своите работи за селата и одлучивме ние да направиме акција со донации за собирање средства, парични средства, за да почнеме тој објект да го возобновиме. И првиот чекор беше да го добиеме пошто беше во државна собственост под општината, баравме начин да го добиеме тој во владение. Не во владение, да, на користење и успеавме на еден начин со 300 проблеми да добиеме на 65 години и од кога го добивме малце елан за обнова, се почна да се прават работни акции и со самодопринос дојдовме до една фаза да се почне со расчистување. Прво беше голема руина. Тоа е ова што зборувам. Да, тој објект, ама сега е обновен имаме тој објект. Фотографии. Да. Од кога дојдовме до една фаза да се почне да се возобновуваат, донациите не беа доволни, ни помогна, аплициравме на еден проект во Елем и добивме 1.000.000 денари и то како крилја да ни даде на сите во Белица. Се радувавме сите луѓе, добивме прва поголема донација во материјали, мисла, беше тоа за да се купат. И така се започна со идејата да го надградиме тој објект за со цел луѓето што живеат во диаспората, што би дошле на гости кај нас, да можат каде да преноќат. И почнавме степен по степен организацијата да им се прават поголеми апетити, да се обнови црквата, да се направи спортско игралиште, да се направат патишта, до гробиштата немавме пристапни патишта и така да сите луѓе сега што се во странство, што живеат, почна на еден начин да помагаат, а истовремено и да ги возобнуваат сите куќи, да се реновираат, да се прават нови фасади. Се движевме во повеќе правци со нашите размислувања како да не застанат тие проекти, него да почнеме да направиме нешто повеќе, пошто знаеме имат и енергетска криза во светот и почнавме да размислуваме заедно на состаноци, на семинари каде што одевме,
за да правиме нешто со обновливи извори на енергија. Така Да, подоцна ќе зборувам и за следните чекори со видеото што ни го пративте, навистина не прошетавте низ убавината на Белица. Македонското еколошко друштво е тука секогаш кога е во прашање заштитување пред се на нашата природно убавена, дадена, како вие се вклучивте во целото ова, може да кажеме, заживување на Белица. Така. Па Македонското еколошко друштво е присутно во регионот на Илинска и Плакенска планина од пред повеќе од 10 години. Всушност, таа е една од важните планини која што представува еден значаен коридор за движење на крупните зверови, значи на волкот, мечката, рисот и така натаму, и ги поврзува Националниот парк Маврово со Националниот парк Пилистер и Галичица. И некако интересот започна заради тоа. Имавме доста активности во тој период, некаде 2010, 11, 12 година, од прилика. И некако малце замре, но целата работа сега се интензивира. Всушност, со една средба со Сдруженијето за развој на Белица, кои што се навистина големи ентузијасти. Ентузијасти, да, но не само ентузијасти. И со толкава енергија, значи спремни се буквално сега стануваме и работиме едноставно. Се сретнавме и рековме мора да заеднички да продолжиме да работиме тука. Спремивме една апликација која што се однесува на практично воспоставување на една зелена комуна во Белица. Добро. Затоа што што ќе опфаќа таа? Да, повеќе компоненти. Добро. Едната е во насока на подобрување на условите во Беличкиот екоцентар, значи како така го нарековме, старата училишна зграда, за да искористиме да може да започнат активности за спроведување на работилници, настани, едукација за деца, тоа сега за сега, а понатаму... Не предпоставаме едукација на локалното население, не само на локалното население, туку и на поширокиот регион, затоа што реално и на времето кога функционирало училиштето, практично тука доаѓале ученици од соседните села. Имало периоди кога... Тоа е навистина големо училиште. Да, имаше околу 270 деца кога учев во тоа училиште. Ма тоа беше 70-тите години до 75-та година функционираше, после беше оставено на милост и немилост. На заботно времето, тоа е тоа, ако не се инвестира. Ние повторно на еден начин сакаме тоа да биде центар за развој на целиот Кичевско добитоа тој регион, затоа што некако таму се скоро сите села македонски замрени. И нашата цел е многу повисока, да може тука да се пишуваат проекти. Да имаме услови каде што луѓето, земјоделците и други сточари кои би сакале нешто да направат свој бизнис, да можат каде да се едуцираат и оттука да произлезет една енергија со која што ќе имат развој и обнова на целиот регион. Па се надам дека и младите би ги задржале и би се вратиле. Тоа ни е целта да служиме пример во регионот и општо во Македонија, дека од едно напуштено село, руинирано, полно со трње, капини беше по патиштата, не се поминуваше, и да се дојд до една туристичка дестинација која ќе биде препознатлива во Македонија, а ние користиме и секоја можност преку медиумите, преку Facebook имаме страница што е доста следена од диаспората, и луѓе помагаат за нашето село на проекти кои немаат потекло од Белица. Тоа е за нас и доста интересно и не препозна дека све што ќе се донират, све на право место се инвестират и од ништо нешто правиме. Ја има купено и багер за селото, да не правиме трошоци дополнителни, све што е потребно за селото го користиме тој багер и фактички све е потекнато со работни акции и со самодопринос. Робертина, со овие чекори, ова се што работите, што правите, ова поддршка што вие пред сега давате, се надам дека ќе поттикнете малку повеќе да се развие инфраструктурата таму во тој дел. Чинам дека тоа е најголемиот проблем за да се стаса. Да.
Вака сега, овој проект кој што го работиме моментално е практично од една поголема програма што е финансирана од владата на Шведска, а ја координира тука група од 3 организации, тие се Екосвест, CNVP или Организација за чување на природата и луѓето и Сдруженијето на млади правници. Ние практично МЕД и Сдруженијето за развој на Белица аплициравме на таа програма. И таа е програма која што е за поддршка на граѓанските организации за акции поврзани со климатските промени. И практично активностите кои што ги спроведуваме сега се во насока на поставување на фотоволтаици на училишната зграда. Значи, обезбедување на обновлив извор на енергија, значи користиме сончевата енергија, која што ќе биде за потребите на објектот. Поставивме мерна станица за метеоролошки параметри, значи температура, воздух, влажност, врнежи, но и да мериме CO2, со оглед дека Белица е во блиску до Кичево. Значи Кичево е еден од регионите на јаглен кој што е со големо загадување и кој што му следи транзиција која што треба да се направи како што треба, но сепак Белица е доволно далеку и сакаме да покажеме дека тие 16-17 километри од далеченост дека навистина значат. Од друга страна, сите активности што беа во насока на обука и едукација, не само на населението од Белица, туку и од поширокиот регион, беа во насока на значењето на користењето на обновливите извори, биодиверзитетот и вредностите на биодиверзитетот во овој регион, понатаму како климатските промени ќе влијаат врз биодиверзитетот, одржливо користење на ресурсите. Значи, се во таа насока, од една страна да поттикнеме одржливост во однос на зачувувањето на природните ресурси, но и да поттикнеме промена на начинот на размислување, промена на свеста, кај индивидуалците, кои што, да речеме, би почнале да поставуваат фотоволтаици за собствени потреби на своите куќи, да се грижат за шумата, за дивиот свет, да понудат локални традиционални производи, ако сакаме затоа што сакаме да привлечеме и туристи, па сега да се овозможи да се даде можност за такви некои локални производи за луѓето кои што би дошле. И секако сето тоа и во насока на одржување на она што рековте, патна инфраструктура, струјата во овој случај со самото поставување на фотоволтаиците, всушност обезбедивме и трофазна струја, затоа што мораше за да се поврзат кон системот на Ивана, мораше да се обезбеди трофазна струја која што ја користат сите жители во селото. Така да има доста бенефити од сите активности кои што ги спроведуваме и една од нашата најдрага, да речам, иако сите други се важни. Минатата пред 2 недели, мислам, имавме за прв пат едукација за деца, значи ученици од основното училиште од Кузман Јосифовски Пито од Кичево, дојдоа во Белица, во училиштето и одржавме час, значи за еколошка едукација. Да кажам, вие најважното можеби ќе го направите, а тоа е дека сепак постои просперитет и во малите места и можеби ќе ја намалите миграцијата која што на големо се случува веќе наназад години. И повторно ќе заживее, можеби Белица ќе биде пример дека треба и други места да заживеат низ државата. Јас сум вратен од Франција пред повеќе години и единствено нешто што ме држи во Македонија е точно Белица, затоа што е чиста средина, имат милиарда можности за развој, но овде проблем е воспитувањето домашно кај младата популација во Македонија, затоа што се воспитуваат да не работат. Овде сите се насочени да одат на високи школи, да бидат пеачи, манекени, да бидат, значи, од самите родители се воспитувани да го избегаваат земјоделието, сточарството, изворите на природата не ги користат. Додека мојата мајка, моите родители, моите предци не воспитувале, затоа што сме имале домашни животни, сме имале све, дека све извират од природата.
Овде во Македонија е голем проблем во споредба со Франција, кога ќе се направи. Таму утринските програми се со развојни цели и им кажуваат на децата како се прави соларна енергија, како се прави ветерна енергија, ги качуваат на ветерници да видат децата да опипаат на кој начин функционираат природата. Со турбини им кажуваат за плима осека со повратна ефект за да се прави енергија, додека кај нас се уништуваат со безвредни муавети, со празни муавети, без да се насочат да опипаат од природата што може да се производи. Значи, нашите села беа преполни со стока, имаше разна и крупен и ситен добиток и све. Бевме независно село и во храна и од све. Значи, се согласувам дека е многу важна информацијата која што се пласира и што се пласира, затоа ние секогаш се трудиме, особено нашата редакција Македонија на Утро и нашата емисија, секогаш да пласираме информација која што пред се ќе биде квалитетна, инспиративна во овој случај, едукативна. Она што навистина многу ми се допаѓа вашата соработка и вашата поддршка како е Македонско еколошко друштво, тоа ветува. Тоа ветува дека цел овој ентузијазам кој што го имаат жителите, дека ќе вроди со плод. Само сака да додада, ако не беа како Македонско еколошко друштво, ако не добиевме поддршка од Екосвес, кои се едуцирани, кои се школовани, кои можеа да ни помогнат со проекти, затоа што ние во селата јасно е дека немаме ние капацитети и човечки ресурси за да реализираме и да добиеме еден европски проект. Затоа луѓето треба да разберат во Македонија дека треба да се здружуваме, во сите насоки, во сите правци треба да се регистрираат здруженија, задруги. Само здружени можеме да напредуваме. Токму вие тоа сакате да го направите со енергетска задруга. Сакате да формирате така заедно? Целта ни е следна фаза, бидејќи сите луѓе во Македонија сметките ги трошат за огрев. И цела година, например во нашите краишта, немат топлани, сите се ложат на дрва. То премногу го загадуваат воздухот. Значи, зимно време во Кичева не се живеет. Добро, во повеќето градови. Во повеќето градови. Затоа што никој не води рачун дека ние имаме во селата многу сончеви денови, можеме, ако би се користела сончевата енергија, да се користит во дневните периоди кои ќе имат производство на електрична енергија, да не плаќаат луѓето сметки. Значи немат да трошат да ложат. Тоа е идејата практично на локалното население, да им се овозможи некаков начин на бенефит или приход. Сега можеби во случајов не е конкретен приход, но може и да има, но барем сметките за струја се намалени. Тоа што е важно, веќе од друга страна имаме поскапување на струјата, но и да се понудат други, да се понудат и други услуги. Убаво е нека биде потик ова и за другите населени места. Тоа кога би имале луѓето од каде да видат на дело. До сега ние нема можност луѓето да искусат бенефисот од таа енергија што ќе се произведе. Сега ќе имаме да можат луѓето да дојдат, да видат, да им се објаснит како функционира. Сега готово ви закажам, затоа што ние се трудиме квалитетна програма да покажеме, така да она што ќе го направите, како првата ќе биде енергетска задруга, ветувам дека кога ќе биде направено, тука ќе биде промовирано. Договорени сме. За да бидеме... Ние посакуваме да не посетите на лице место, да видите, имат што да се видите во нашиот регион и во Белица. А енергетската задруга се надева за скоро време. Нека биде потик и закажувам гостување кога ќе биде, да имаме за што да зборуваме. Благодарам за гостувањето денес. Ви благодариме на поканата. Благодариме за поканата.